Имаме и првиот гостин овде во студиото 5 на Македонската телевизија, со кого отвараме тема која што сите нас не засега, бидејќи општините, јавните институции треба да бидат транспарентни и треба редовно и често да објавуваат и какви проекти реализираат, но и како ги трошат парите на граѓаните. Дали е така навистина во пракса? Ово утро зборуваме со Оливер Серафимовски од Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро вам и на гледачите на утринската програма. Проактивна транспарентност на јавните институции. Ајде да појасниме што точно значи терминот проактивна транспарентност. Така. Под проактивна транспарентност се подразбира само иницијативно објавување на информациите од јавен карактер со кои располагаат институциите, без при тоа до нив да има доставено барање по основ на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Во тој случај, кога граѓанинот, барателот ќе поднесе барање по основ на законот, тога станува збор за реактивна транспарентност. Значи, накратко, проактивната транспарентност е само иницијативно институциите да ги објавуваат информациите на своите веб страници. Токму тоа ми беше прашањето. Веб сајтовите се единствениот начин на кој што овие државни јавни институции треба да ги доставуваат информациите до граѓаните? На кои се начини? Значи, еден од начините, најбрзиот начин во денешно време е веб страницата. Бидејќи денеска ние сите ги отвараме веб страниците на институциите за да дознаеме било каква информација која што е од нивниот домен на работа или од наш интерес за да дојдеме до потребната информација која што е од наш интерес. Добро информациите да се објавуваат на веб страниците и тоа агенцијата континуирано и постојано го говори на своите обуки кои што ги има со службените лица од институциите, да ги објавуваат информациите во еден посебен банер, кој што ќе биде насловен информација од јавен карактер. И тука сите они информации кои што ги имаат поместено на веб страната, да ги излинкуваат во тој банер. Проактивната транспарентност значи со најмногу 3 клика, но на глувче, кој што работиме, да дојдат до информацијата која што им е потребна. Добро е информациите да ги објавуваат и од причина што го намалуваат притисокот од поднесување на барања, го чекаат оној рок законски за да дојдат до информацијата. На овој начин побрзо и поефикасно се доаѓа до потребната информација и тука институциите ја покажуваат својата транспарентност и отчетност во своето работење. Што велат вашите податоците на агенцијата? Кои државни институции се најтранспарентни во работата? Агенцијата во своето работење има една додадена вредност. Значи, законска врска немаме ние да вршиме мониторинг на веб страните, но тоа е една додадена вредност во нашата работа и ова го работиме веќе 5 години наназад на државните институции, општините, јавните предпријатија и установи и судската власт. Значи, тука ги имаме направено тие мониторинзи на веб страните, каде што во агенцијата има подготвено и посебна методологија по која што работи, по која ги мониторира веб страните. Таа е изработена во соработка со меѓународни експерти и покажува дека транспарентноста оди во еден правец, во одреден период паѓа, повторно се подобрува. Тоа е, да кажам, игра која што треба континуирано да се храни, да се збогатува веб страната, бидејќи на тој начин, како што реков, институциите си ја олеснуваат себе си работата во однос на Законот за слободен пристап до информација. На прашањето за најтранспарентни институции, можам да кажам дека работиме на анализа на мониторинзите на државните институции, тие ги покажуваат следните резултати, дека Министерството за одбрана е континуирано најтранспарентна институција, Владата на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии. Во однос на општините, тој мониторинг го вршиме на 2 години
и покажуваат резултатите дека општините во Ландово и Димир Хисар се најтранспарентни во своето работење. Навистина, морам да ги пофалам овие две општини, бидејќи некој ќе каже тоа се мали општини, нема многу барања, нема многу информации. Не, напротив, информациите толку им се богати веб страните што граѓанинот нема потреба да ги доставува барањата во однос на јавните предпријатија, тоа е Комунална хигиена Скопје, а во однос на основните судови и основниот суд Кратово. Суштината на овие разговори е да ги поттикнеме и нашите граѓани дека имаат право да побараат информации од јавен карактер. Впрочем, се трошат државните пари, а како се трошат, за која намена, ние имаме право да знаеме. Колегата Костадинов го пративме вчера на терен да ги праша нашите граѓани дали сметаат дека нашите институции се транспарентни, па може заедно да видиме какви одговори добиме. Одиме. Локални самоуправи, јавни предпријатија, министерства, правосудство, законодавна власт, секоја една институција, согласно законските регулативи, мора да биде транспарентна. Органите во земјава што се финансираат со пари од народот, за секој свој чекор, треба да ја информираат јавноста. Јавни набавки, вработувања, ангажман на надворешни луѓе за потребите на установата, неопходно е да бидат јавно објавени. Транспарентноста кај секој јавен орган во земјава е присутна, но колку истите работат на така наречената активна транспарентност. Таа подразбира објавување на информации на сопствена иницијатива пред претходна достава на барање за пристап до тие информации. Сите јавни институции ни издржаваат своите информации, ги објавуваат на своите официјални веб страници, но колку е доволно тоа да ги информира граѓаните, останува да видиме од ставовите на анкетираните граѓани. Ни врати, а одмак дека го следува. За туѓа нега замашме. Мислам дека има. Тоа се података не знам. Мислам доволно е што се објавува, се гледа се. Јас сум многогодини човек, не сакам се мешам во тие работи. Според последниот индекс за активната транспарентност, владата и ресорните министерства просечно објавуваат 85%, општините пак за 15%, помалку или 70%. Мерењата кај јавните предпријатија покажуваат дека тие објавувале помалку од половина сработената работа активности, тоест 48%. Ке се задржам на последниот одговор. Не сакам да се мешам во тие работи. Пред 2-3 недели имавме истава тема и исто ги прашавме граѓаните и голем дел од нив кажа јас не сакам да се мешам во тие работи. Так. Ние имаме право и треба да се мешаме, бидејќи треба да ги добиеме одговорите, нели? Да, апсолутно. Освен законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, кој што има возможување на граѓаните да дојдат до информациите кои што ги создаваат и располагаат институциите, ова право им го гарантира и Уставот на Република Северна Македонија во членот 16, и ние велиме дека ова е уставно загарантирано право. Право да имаме, да бидеме информирани и имаме право да знаеме што работат институциите и како располагаат со нашите средства со кои што нели го полниме буџетот. Што доколку институцијата не сака да ја достави или не ја достави информацијата на време која бара граѓанинот? Има ли механизми? Законот предвидува дека граѓанинот, барателот, има право да поднесе барање по основ на Законот за слободен пристап. Тоа може да го направи на образецот кој што го има изготвено агенцијата и објавено на својата веб страна, но може да го поднесе барањето и на обичен лист хартија. Само треба да се повика на Законот за слободен пристап. Ги дава своите, нели, они основни податоци за контакт, во кој вид сака да ја добие, нели, информацијата, дали е тоа електронски запис, писмено, усмено барање, и рокот е 20 дена. Доколку информацијата е пообемна и на институцијата и треба подолг рок, нели, да одговори на брањето, тогаш законот возможува уште 10 дена, значи вкупно 30 дена, но сепак законот вели веднаш или во рок од 20 дена. Механизмите се доколку не ја добие, нели, браната информација во дадениот рок, тогаш
поднесува жалба до агенцијата како второстепен орган, агенцијата постапува по жалбата, тоа е процедура која што нели, како и секој закон ја овозможува во рок од 15 дена да се одговори да се постапи по жалбата и да се добие информацијата. Имате ли жалби и колку изминатиот период? Па сега ќе ви кажам податокот оваа година 2023, до сега имаме 411 жалби, од кои 254 жалби се поради молка на управата или молка на администрацијата. Секогаш се обидуваме и се трудиме да го намалиме молкот, секогаш апелираме до службените лица да постапуваат во рок, да ги даваат информациите, бидејќи молкот на администрацијата е најнепопуларниот механизам кој што треба институциите да го потребуваат. Во кој сегмент во однос на транспарентноста треба да се унапредуваат институциите и ќе биде ли ова жешка тема за разговор при почетокот на преговорите за влез во ЕУ на кој се надеваме? Како што реков и на почетокот, проактивната транспарентност треба да ни биде во денешно време главниот лајтмотив кој што треба институциите да го практикуваат. Зошто? Затоа што, како што реков, се избегнува процесот нели на барање на информации, поднесување на административниот пат да го продиме, треба да информациите да ги објавуваат институциите на веб страните. На тој начин тој е најбрзиот, најлесниот начин на добивање на информациите и институциите постојано да ги хранат своите веб страни со информациите кои што ги создават и со кои располагаат. Во однос на преговорите нели со Европската унија, во овогодинешниот извештај на Европската комисија, во делот нели каде што се даваат нели забелешки за работата на агенцијата, се е нотирано дека агенцијата врши мониторинг на веб страните, но и се потикнуваат институциите што повеќе да објавуваат информации на своите веб страни, значи информациите кои што ги создаваат, но од друга страна и оние податоци, отворени податоци, тоа е друга тема за машински обработливи податоци кои што служат нели за создавање на нови апликации кои што ќе го подобрат живењето на граѓаните. Се надевам дека и јавното говорење ја врши својата работа, па и граѓаните се информираат и ги бараат своите права. Благодарам господин Серафимовски за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема секако останува отворена. Ви благодарам.